формирање широка коалиција составена од многу партнери, можеме да успееме во нашата мисија. Едукација за Холокаустот, геноцид, ширење на омраза, антисемитизам и другите типови на ксенофобија. Во ова, покрај државните образовни институции, кои имаат одговорност овие концепти да ги интегрираат во годишните програми од формалниот образовен систем, клучна улога треба и мора да има граѓанскиот сектор, кој на своја иницијатива ќе даде значаен придонес во ова поле. Само на овој начин можеме да покажеме дека сме уверени и подготвени заедно да работиме за создавање слободни, демократски и мирни општества за сите. Децата се нашата иднина и нашите стремежи треба да бидат насочени кон создавањето на здрава младина, а тоа е всушност и една од нашите најважни цели како меморијален центар. Токму од нашите прераскажувања зависи зачувувањето на споменот на оние кои беа убиени во Треблинка, евреите од Скопје, Битола и Штип. Денеска ја искажуваме својата почит кон нашите 7144 сограѓани евреи, им се поклонуваме и токму тука во поранешното еврејско мало докажуваме дека никогаш нема да ги заборавиме и дека ќе го негуваме нивниот спомен и дело вечно и за секогаш. Ви се заблагодарувам на присуството на овој важен ден за нашата еврејска заедница и ве поканувам заедно да ја погледнеме изложбата Холокаустот низ призмата на детските очи, која што се наоѓа на вториот кат од меморијалниот центар. Ви благодарам.